Почитувани, трендот на вдомување на партиски функционери на ВМРО-ДПМНЕ и нивни блиски роднини во општинската администрација и во јавните предпријатија тече без застој. Во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација во моментов се актуелни огласи за 5 нови работни места. Едното од нив, советник за односи со јавност, е резервирано за координаторката на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и заменичка на градоначалникот Ирена Стериовска-Локвенец. Да подсетим, Стериовска-Локвенец е долгогодишна членка на Советот на општина Прилеп и поранешна директорка на Прилепскиот дом за стари лица, каде за своето работење заработи кривична пријава. Ако директорот на Водовод и канализација секојдневно се жали на лошата финансиска состојба и на големите трошоци кои ја доведуваат во прашање ликвидноста на предпријатието, тогаш која е потребата од измислување ново работно место? Која е воопшто реалната потреба од вработување лице за односи со јавност прв пат од постоењето на јавното предпријатие? По која логика за советник за односи на јавност се вработува лице со завршен економски факултет, кое нема никаква допирна точка со новото работно место? Конечно, колку пари и работни места и се потребни на Ирена Стериовска-Локвенец за да конечно каже доста е. Со решение за вработување на неопределено време во Водовод и канализација ќе се скраси и Дејан Лашковски, брат на вечната пратеничка на ДПМНЕ Ане Лашковска. Оние кои подзаборавиле, ќе ги подсетиме дека братот на Лашковска 5 години беше неизвршен директор во Прилепскиот тутунски комбинат, од каде замина со отпремнина од 17.000 евра, а извесен временски период помина и во управниот одбор на јавното предпријатие Студенчица. Но ова не се и единствените функционери на ВМРО-ДПМНЕ за кои другарот на градоначалникот Борче Јовчевски, директорот Игор Голабовски покаже загриженост. Унапредување со прескокнување на 2 или повеќе нивоа, а со тоа и повисоки плати за околу 20.000 денари, добија и поранешниот директор на Водовод и канализација Сашо Николовски, како и екс-пратеничката на ДПМНЕ Катерина Димеска. А за правникот Александар Настоски се формира нов сектор за административно-правни работи со повисока плата од 10.000 денари. Почитувани граѓани, ова е уште еден доказ за начинот на кој функционерите на ВМРО-ДПМНЕ ја практикуваа власт, не грижејќи се за ништо друго, освен за обезбедување профит за себе и за своите блиски роднини и пријатели. И сето ова се случува во услови на економска и енергетска криза, кога платите на останатите вработени се повеќе и се почесто доцнат, кога единствена грижа на директорот Голабовски е како да стигне до средствата кои владата ги дава за субвенционирање на потрошената електрична енергија. Она што е сигурно е дека со ваквото неодговорно менаџирање на јавното предпријатие не е далеку денот кога исто како и останатите јавни комунални предпријатија и Водовод и канализација ќе побарат субвенции од буџетот на општина Прилеп. Трошењето на парите на даночните обврзници, трошењето на народните пари за задоволување на апетитите на здисаните партиски функционери и партиски војници не е она заради кое ВМРО-ДПМНЕ на последните локални избори ја доби довербата на граѓаните. 10 месеци од преземањето на власт, повеќе никој нема дилема дека ДПМНЕ ги излажа прилепчани. Или, како што би рекол нивниот почесен председател, унгарскиот бегалец, вистината е како шило.